Притвор за две лица кои се осомничени дека преземале активности поврзани со запленетите 5 тони марихуана во Србија. По заплената кај нашиот северен сосед беше спроведена акција, најпрвен во Скопската Алфа фарма од каде беа одземени на 9 тони, бидејќи нејзиниот косопственик Иван Драгник беше уапсен во Србија, а потоа уште на 30 тони од две фирми во Струмичкиот регион. Двете лица кои претходно биле сослушани во својство на осомничени, кривичниот суд им определил краткотраен притвор од 48 сати. Како резултат на преземените действија и анализата на прибраните информации и докази, постојат основи на сомнение дека лицата преземале активности поврзани со запленетите 5 тони марихуана во Република Србија, поради што јавниот обвинител достави образложен предлог за определување краткотраен притвор. Барањето за определување на краткотрајниот притвор е со цел обезбедување на лицата и овозможување на доволно време на јавниот обвинител за преземање на неопходните процесни действија и донесување соодветна одлука за понатамошно постапување. Во вакви случаи, особено кога се работи за предмети со поголема сложеност, како и предмети со меѓународен карактер, временските рокови често се ограничени, што ја оправдува примената на оваа мерка. Премиерот Христијан Мицкоски повика на трпеливост, бидејќи досега тоа што требало да го споделат со јавноста го кажале. Вината повторно ја лоцираше кај претходната влада, која според него својата економска политика ја темелела на производство на дрога. Но да почекаме, ќе споделиме многу брзо со јавноста како е, што е, кој е, каде е и така натаму, бидејќи се отвараат нови аспекти, нови перспективи, се зголемува бројот на лица кои што се замешани, се отвараат нови позиции, нови агли на кои што се наблюдува целата оваа истрага, така да бидеме трпеливи. Министерството за внатрешни работи покажа дека е прилично транспарентно, така што верувате дека ќе ви информира. Опозицијата пак повтори дека скандалот води до врвот на власта. И после 18 дена нема одговор на најголемиот наркоскандал во Македонија и во целиот регион. Како 5 тони дрога поминаа преку македонската граница. Над 65.000 камери, скенери, гранични контроли, полиција, царина, а никој ништо не знае 18 дена. Како може да нема одговорност од никој за шверц на огромна количина дрога вредна околу 40 милиони евра? Може само ако скандалот води до врвот на власта која што се обидува да го заташка и тоа веќе на сите им е јасно. Она што досега е познато е дека марихуаната незаконски се чувала и третирала. Запленетите тони кои се чуваат во кутии во таен хангар требало да завршат или на македонските улици или на улиците низ Европа.